предмет природни науки, оделение трето, наставна содржина, повторување за сетила. Наставник Виолета Петковска, техничка поддршка Виолета Петковска, директор Сојна Спасевска, Основно училиште Кочо Рацин Охрид. Наставни цели. Да ги користиме нашите сетила за да дознаеме за светот околу нас. Да се запознаеме со сетилата и нивната функција. Да ги препознаваат и разликуваат, да го спознаат светот со помош на сетилата. Со помош на алатката Вакелет, интерактивна алатка, ќе се запознаеме со сетилата преку видео, потоа ќе разгледаме еден постер за сетилата и на крај ќе одговарате на поставени прашања за светилата. Еве, сега сме во алатката Вакелет. На оваа слика ги гледаме 5 сетила. Вкус, слух, вид, мирис, допир. Наставен предмет природни науки, наставна содржина сетила и при тоа ќе употребаме и формативно оценување. Цели што ќе научиме, луѓето имаат 5 сетила, ги користиме нашите сетила за да дознаеме за светот околу нас. Ево е го видеото од YouTube кое што се однесува за сетилата. Внимателно ќе го разгледаме заеднички. Моите сетила. Моите сетила. Адаптирани наставни содржини за трето оделение по предметот за познавање на околина. Светот околу нас го доживуваме со нашите сетила. Сетило за вид, сетило за слух, сетило за мирис, сетило за допир, сетило за вкус. Сетило за вид. Се што гледаме околу нас, гледаме со нашите очи. Какви се твоите очи? Дали се крупни или ситни? Каква боја се твоите очи? Провери пред огледало. Со очите можеш да трепкаш, да жмиркаш, намигнуваш, широко да ги отвориш. Пробај пред огледало да намигнеш, трепкаш или да ги отвориш широм очите. Како кога си изненаден. Очите се многу нежни и чувствителни. Што прават твоите очи кога е многу светло? Како се бранат од чадот? Дали им пречи ветрот? Со очите ги воочуваме формите на предметите. Дали се заоблени или аглести? Каква боја имаат или се шарени? Гледаме дали предметите се движат или мируваат. Ги забележуваме нивните промени и оддалеченост. Погледај ги играчките околу тебе. Какви се тие? Мали или големи? Нацртај квадрат и обој го со жолта боичка. Погледни како некој дува балон. Гледаш ли како се менува формата и големината на балонот? Ги препознаваш ли боите? Нив ги воочуваш со твоите очи. Погледај и именувај ги или покажи. Сите велат дека очите се огледало на душата. Тоа значи дека во нив се гледаат сите чувства. Понекогаш плачеме, кога ќе ни влезе мушичка, или кога сме тажни, или кога нешто не боли. Плачеме кога сме осамени или уплашени. Некои луѓе плачат кога се среќни. Кога плачеш ти? Како се чувствуваш тогаш, а како после плачењето? Како изгледаат тогаш очите? Те печат ли? Еве неколку игри за твоето сетило за вид. Нацртај нешто што можеш да видиш. Пробај да гледаш во темница. Дали ги воочуваш предметите во твојата соба?
Обиди се да се движиш со заврзани очи. Тоа е играта Ќорава баба. Сигурно играта ја играле мама, тато или баба. Дали ти е тешко? Како се чувствуваш кога не гледаш? Сетило за слух. Тоа е увото. Звуците околу нас ги слушаме со ушите. На нашето тело имаме две ушиња. Тие можат да бидат големи или мали, клемпави, чисти, валкани, со обетки или без. Какви се твоите уши? Звуците што ги слушаат ушите може да бидат остри, јаки, изненадни, треперливи, испрекинати. Дали сте слушнале вакви звуци? Кој прави вакви звуци? Ги слушна и овие звуци. Во парк, на ливада, крај река или море се слушаат и вакви звуци. Знаеш кој лае? Јаука, кукурика, блее, мука. Да, тоа се животните, домашните животни, се разбира. Со нашите уши слушаме и непријатни звуци од природата. Како се однесуваш кога ќе слушнеш таков звук? И ти со твоето тело правиш звуци. И истите ги слушаш. Плесни со рацете. Тропни со нозете. Пукни со прстите. Свирни со устата. Со својот глас, луѓето ги изразуваат чувствата. Кога се лути, трескаат со нозете. Некои шкртаат со забите, некои пак врескаат. Слухот ни е потребен за да се разбереме, да ги слушаме другите, но и другите да не слушнат нас. Преминуваме на сетилото за мирис. Тоа е носот. Мирисите околу нас ги чувствуваме со носот. Носињата може да бидат мали, широки, долги, напрчени, бабурести, а понекогаш и скршени. Во природата постојат разни мириси. Овошни, цветни, зачински, отпадни, мириси на нешто изгорено. Мирисите можат да бидат слаби, продорни, пријатни, непријатни, мириси што освежуваат. Кујната и бањата се вистинско царство на мириси. Кога влегуваш дома, сигурно намирисуваш што се готви во вашата кујна. Помирисе ги предметите во твојата соба. Дрвената врата, тепих, завеса, некоја книга. Кои предмети имаат мириси? Покажи на сликата. И нашето тело има мирис. Понекогаш, кога не се бањаме, мирисите не се многу пријатни. Затоа треба да се бањаме и да не мирисаме. За да мирисаат убаво луѓето, користат и разни мириси. Користиш ли и ти некој мирис? За нешто што има јак непријатен мирис, велиме дека смрди. Некои мириси се штетни за нашето здравје. Воздухот може да смрди ако е загаден. Тогаш треба да носиме заштитни маски. Зашто уште служи носот? Да порасне или мрда кога лажеме. Да смрзне кога е студено. Да ни ги држи очилата. Да го брише некога сме настинати. Да го туркаме кај што не му е местото. Еве неколку задачи за тебе дома. Залепи сликичка од храна што ти мириса убав. Залепи сликичка од нешто што ти смрди. Направи проценка чиј нос е најдолг. На мама, тато, баба. Покажи каде е твојот нос.
можеш и пред огледало. Сетило за вкус. Сетило за вкус е јазикот. Вкусовите ги чувствуваме со нашиот јазик. Застани пред огледало. Исплази се. Ќе забележиш ситни мали топчиња на јазикот. Со тие топчиња ги создаваме различните вкусови. Основни вкусови се солено, сладко, кисело и горчливо. Покажи на сликите што е сладко, што солено, што горчливо, што кисело. Со јазикот чувствуваме и луто. Некои луѓе сакаат ваков вкус, а некои не. Не е многу пријатно ако се излутиш. Со јазикот чувствуваме која храна е тврда, а која мека. Морковот, јаболкото, пирето, пудингот. Покажи која е тврда, а која мека храна. Некои работи никако не смееме да ги пробаме со јазикот, затоа што тие се отровни, лепливи, врели, остри, смрзнати. Јазикот помага при жвакање и голтање на храната. Тој го гради и нашиот говор. Тој се движи кога изговараш гласовите. Л, Д, Ѓ, Ц, Р. Се плашиш ли понекогаш? Тоа сигурно знаеш дека е непристојно. А дали имаш долг јазик? За кого велиме дека јазикот му е долг? Се сети, знам. Тоа се вели за некој дрдорко. Еве и неколку задачи за тебе. Залепи сликичка од храна што ти е омилена за вкусување. Залепи сликичка од нешто што не сакаш да го вкусиш. Со некој од дома сликај што е опасно да пробаш. Сетило за допир. Кожа. Допирите ги чувствуваме со кожата. Допирни, боцни, штипни различни делови на телото. Носето, увото, грбот, стомачето, лакотот. На кое место ти е кожата најосетлива? Како се чувствуваш кога те скокоткаат? Тоа што допираме може да биде лизгаво, меко, лепливо, тврдо, мазно, рапаво. Покажи што е лепливо, мазно, рапаво и меко. Со твоите стапала можеш да ја осетиш подлогата. Кога ти е најпријатно, кога газиш по тепих, бетон, песок, вода, сува трева. Дали сакаш да се бањаш? Пробај туширање со топла и со ладна вода. Со кожата чувствуваме топло и студено. Кое чувство ти е пријатно? Како се чувствуваш кога ќе претераш на сонце? Дали те боцка джемперот? Облечи нешто тесно, а потоа широко. Што е попријатно? Некои допири се непријатни. Помини со рака преку груба четка, стиропор, рапав зид, кога некој ќе те допре со студени или влажни раце. Дали ти е пријатно? Некои допири се болни, кога ќе те потегне некој за коса, или те повлече за уво, или патнеш и си го изгребеш коленцето. Кога допираш нешто, може да биде и опасно. Оган, кактус, игли. Но постојат допири што се пријатни. Кога ме гали мама, кога ме вакнува баба, кога ја држам за рака мојата другарка. Еве и неколку задачи за тебе. Направи фотографија со најмеката играчка. Покажи фотографија од нешто што не ти е пријатно да го допираш дома. Обој нешто што сакаш да допираш најмногу. Дозволено да ти помага некој дома. Испрати фотографија када се гушкаш со некого. Ова е голема лекција за тебе, но не брзај. Имаш време да ја научиш. Учи ме на далечина.
Остани сигурна, биди здрава. Учиме од дома. Драги ученици, видеото внимателно ќе го погледнете уште еднаш и ќе ги одговорите прашањата кои што беа поставени. Сега да го разгледаме постерот за сетивна органика и човекот. Првото е вид. Со сетилото за вид разликуваме светлина, темнина, боја, големина. Сетило за слух, увото. Со него разликуваме звук, тивко, гласно. Трето сетило е сетило за мирис, нос. Со него чувствуваме пријатни и непријатни мириси. Четврто сетило, сетило за вкус. Со него чувствуваме горчливо, благо, кисело, солено. Петтото сетило е кожата, сетило за допир, со кое чувствуваме мазно, рапаво, топло и ладно. Моите сетила, да повторим. Човекот има 5 сетила. Тие се сетило за вид очи, сетило за слух уши, сетило за мирис нос, сетило за вкус јазик, сетило за допир кожа. Секое сетило е поврзано со нашите органи. Очите се сетило за вид. Со нив ги распознаваме предметите и појавите. Луѓето имаат очи, заштитени со капак. Бојата на очите не е иста кај сите луѓе. Што можеме да видиме со очите? Увото е сетило за слух. Луѓето имаат 2 уши. Со нив ги распознаваме различните звуци, шумови и гласови. Што може да слушнеме со ушите? Носот е сетило за мирис. Со него дишеме и ги чувствуваме добрите и лошите мириси. Што можеме да мирисаме со носот? Јазикот е сетило за вкус. Тој ни служи да почувствуваме какво е јадењето. Топло, ладно, благо, луто, солено, кисело. Благо, кисело, солено, горчливо. Што чувствуваме со јазикот? Кожата е сетило за допир. Неа ја има по целото тело. Со допир на кожата чувствуваме топло, ладно, суво, водено, меко, рапаво, меко, остро, тврдо, ладно, жешко. Понатаму треба да ги одговорите следните прашања. Кои се 5 чудесни сетила на празните линии? Дополни ги речениците. Во училиштето мириса на. Во училиштето се слуша звукот на училиште се чувствува, на училиште го чувствувам вкусот на, училиштето изгледа како. Кога сите овие претходни активности ќе ги направите, се надевам дека се интересни и видеото и работата во интересната алатка вакале, на крај ви се заблагодарувам и ви благодарам за вниманието.